Добро вечер, јас сум Христо Ивановски, вие сте во отвореното студио. Драги гледачи, вечерва ќе дебатираме за референдумот во Каталонија. Оваа дебата ја насловивме како Каталонија, шпанска крвава корида, за да го издвоиме тој символ на борба, вечна борба која шпанците ја доживуваат на ниво на култ, борбата на матадорите, тореадорите против бикот. Во овој случај испадна дека еден народ, каталонскиот народ, денеска, кој требаше на референдум слободно да се изјасни за оно што тој го сака да стане независна Република Каталонија, беше супресиран, нападнат од тешки полициски сили на централната шпанска власт. Околу 500 повредени луѓе, жени, деца, мажи кои сакаат да гласаат. Тоа е еден негативен црн биланс од денешното плебисцитарно изјаснување во Каталонија. Еден друг интересен куриозитет, Nou Camp денеска беше празен. Немаше 99 или 100.000 гледачи за да го гледаат омилената Барса. Тоа јасно кажува дека каталонците нема да гледаат фудбал ако е во прашање нивниот национален интерес. Во моментов, во позадина во студијево, ние гледаме сцени од, најверојатно, од еден од плоштадите во Барселона, преку телевизија Reuters, што само по себе кажува дека Каталонија вечерва ќе остане на улиците, каталонците чекаат да видат што ќе се случува, како ќе оди натаму оваа неизвестност. За Каталонија, за референдумот и за се она што се случуваше изминативе денови со Шпанија, а веројатно и за некои други теми, како што е курдскиот референдум и сепаратизмот во Европа, ќе зборуваме со моите гости, Евтим Клетников, поет, есеист, познавач на шпанската литература. Добре дојде, Евтим, во студиото. И мојот колега од ТВ Нова, нашиот аналитичар Исмет Кочан. Ти благодарам на присуството, Исмет. Клетников, ситуацијава сите знаевме дека ќе биде драматична, но искрено не очекував јас барем интимно дека до тука ќе се дотераат работите, дека шпанската централна влада вака жестоко ќе реагира. На што ти личи тебе ова денешно случување што одекна низ целиот свет? Видете, шпанската историја е жестока. Шпанците се познати како конквистадори кои уништија неколку цивилизации, мајинки во Јужна Америка. Го донесоа златото од таму, од тие цивилизации, така шпанските цркви бликнаа со еден барок, тоа е позната работа, но настрана од тоа сите народи се имаат срце и имаат добрина во себе ако во историскиот момент се однесуваат со тоа срце и со таа добрина. Јас мислам дека тоа е многу опасна искра која може и да навестува еден голем пожар европски. За тоа може и после ќе се навратам. Мислам дека Европа не извлекува искуство од своите трагедии и катастрофи. Тоа се пред двете светски војни, првата и втората. Затоа ли Европа молчи, Евтим? Да, ми мислам дека тоа што се случува, тој ланец на искри, на пожари, тоа е и во некоја смисла и производ на она денешна ситуација аморална во Европа на двојни стандарди и на така натаму. После може за тоа но овој проблем на Каталонија, ја мислам дека треба да се посматра во контекст на европската историја сега и цивилизација, па и ако сакате и на планетарната, бидејќи секогаш е потребен контекстот. Има од римјаните една поговорка која вели пред фактите и боговите молчат. Меѓутоа, еден модерен историчар, како што е Арнолд Тојнби, не мисли така, он вели дека фактите воопшто не важат ако не се ставени во историски контекст. Тој контекст е посебно важен во нашиот спор со бугарите, ако сакате посебно, но зато тоа е друга тема. Значи, овој проблем со Каталонија ја го гледам низ три контексти. Прво, шпански контекст, второ, европски контекст и трето, ако сакате,
planetaren kontekst na ova planeta. Prvo, da rečeme španski kontekst. Što znači to? Retko koji, mislim, obični čovjek i ne zna дека postoji mnogo luđe Katalonija ovo Španija, znate. Jednostavno, kada se reče Španija, se misli samo na Španija. Mislim, za obični te luđe. Neko šta ti je nesed za podcenovanje. Znači, tu kad dođe do izraza jedan kolektiven kompleks, ние знаем и од теоријата на Фройд, од психоанализата, дека се она што се потиснува на една страна избива на друга страна. Значи, каталонците едноставно сакаат да си го кристализираат својот идентитет, да бидат самостојни, да имат право, бидејќи тие се околу 7-8 милиона, ако не се лажам. Имаат они, да речеме, една сјајна цивилизација, која ние помалку ја познаваме од шпанската, бидејќи се зборува само за Шпанија, кога се зборува и за Каталонија. Така, да речеме, јас го сакам многу сликарството и има, да речеме, двајца сјајни сликари од светски ранг. Јас ќе ги спомнам Салвадор Дали и Хуан Миро, тие се каталонци. Меѓутоа, кој знае дека се каталонци? Јас сум гледал и во Париз, кога бе француски антологии на сликарството, каде се нотирани како шпанци. Мисле, тоа не им е седно на каталонците. Или најдобриот архитект на 20 век Гауди исто е каталонец. И така зборувам, тој контекстот да се излачи она нивното битие, да излезе на површина од сенката на шпанското битие. Како ние што се излачувавме во 19 век од бугарите, да речеме. Како што се излачуваат сега црногорци од србите и така натаму. Има така. Сега, тоа не тера кон еден вид обнова на романтизмот. Тоа е еден нов романтизам, така да го речем, условно речем, кој што е малку пострашен од онај во 19 век, по-несреден, по-хаотичен и, да не речем, и што буди катастрофични асоциации. Тоа е она ан женерал, што би се рекло, за онај шпанскиот контекст. После, овај европскиот и планетарниот контекст, за кој сакам нешто да кажам, тие доста близко коинцидираат, бидејќи планетарниот концепт на историјата го диктира империјата, САД, Америка. Така е рече, создава сега модерна историја и така натаму. Значи, станува збор за еден концепт на глобализација кој пред се го тераат корпоративните структури кои се под заштита. И НАТО е формиран да ги брани корпорациите, не мирот во светот и така натаму. Тоа е познато. Значи, САД, според мене, Америка, а тука се вклучува и Бриселска Европа, тераат еден глобален концепт, универзализација или сакаат безидентитетски свет. Вие видите што се случи со Блискиот Исток, таму каде блика цивилизацијата европска. Според мене Европа не е грчката цивилизација. Ан женерал, они што велат, се од грчкиот извор. Не е точно. Античка Грција немаше да постои без Блискиот Исток, без Месопотамија, без Халдеја, без Вавилонија и без староегипетската култура. Тоа е друго што тие формираат автентичен стил. Според твојата размисла, ова што сега каталонците го прават е протест. Да, протест, да, и против таа безличност што се планира, па тоа и они викаат денеска, еве, ние сме тие живи, здрави, сакаме да бидеме. Да бидеме своји, не сакаме да се. Посебно малите народи се бунат сега. Така. Као каталонците, пак кои ние. Значи, според мене, ја имам и пишувано за тоа, а тоа е толку очигледно, таа глобализација тендира кон тоа да се уништат изворните идентитети. Еве, Месопотамија, Сирија, Ирак, таму каде што е изворната цивилизација. Потоа и Македонија е вклопена во тој концепт глобализацијски на уништување на нејзиниот изворен идентитет преку навалицата да се избрише нејзиното име, а со тоа да се избрише нејзината историска меморија, библиски така натаму. Значи,
to je onaj civilizacijski kontekst, onaj imperijalan kontekst koji go sozdava Imperijata Amerika. Evo, jaz, ako sakate, če vi pročitam eden kratok pasus, prvo da kažem, deka vodečki, eden od vodečkih intelektualci, Noam Chomsky, той напиша 3-4 книги за државниот тероризам на Америка. Да. Зборуваме за тероризам, а невен врвен интелект. Чомски вчера се огласи и тој го поддржа, еден од ретките кои јавно го поддржа референдумот на Каталонија. Тој е умен човек. Но што е интересно, мислам, ќе следам твојата линија на образложување. Шпанија е горе-доле искуство преземено од Америка на градење на својата држава. И Шпанија практично во својот устав вели ние сите сме шпанци, значи ние сме сите шпанци, но постојат и други народи. Уставот важи и за шпанците и за другите народи, не ги кажува поименично кои се. Но јас ќе се префрлам на Исмет. Мислам, Исмет, што би требало ние денес да знаеме што се случи практично во Каталонија? Факти, податоци и зошто токму денеска имаше референдум? Ја мислам дека мора најпрви да го споменеме историскиот контекст, за да го разбереме денешниот момент. Ајде пред да направиме краток екскурс во таа шпанска, односно каталонска историја, да ги подсетам младиве гледачи кои веројатно првпат слушнаа за Каталонија во оној момент, ако не се сеќам, Барса, Барселона, кој освои шампионска, дали европска, дали шпанско првенство, титула, ако се сеќавате, кога испод оние дресови има национално знаме. Тогаш некако прв пат јавно на сцена и отворено се покажа таа каталонска посебност. Значи, кога зборуваме пред се, значи, за фудбалскиот клуб Барселона, ние мислиме на Каталонија. Пак, ајде Шпанија да ја некако сецираме преку фудбалот. Значи, имаме друг голем град, имаме, да речеме, го имаме во Мадрид, клубот Реал Мадрид. Атлетико. Значи, Реал е, значи, ривалскиот клуб. Ривалскиот, тој доаѓа од центрот, шпанскиот центар, а Шпанија е централизирана држава. На кралската фамилија. Сакам само да објаснам од каде тој ривалитет помеѓу Барса, помеѓу Реал Мадрид и третиот клуб, и тој е многу интересен, значи имаме Атлетик Билбао. Зашто е он Атлетик, а не Атлетико? Знаеме дека во Шпанија имаме и друг клуб кој се вика Атлетико. Значи, на шпански секој клуб би требало да се вика Атлетико. Ова не е случајно. Атлетик е на баскиски јазик. Значи, Билбао е центар на друга една провинција, друга историска регија, која беше многу попозната од Каталонија по сепаратистичкото движење, по тие тежнења за сецесионизам, и ете, значи, слично како во Југославија, кој имавме еден ривалитет помеѓу Динамо, да речеме, Црвена звезда, па Хајдук. Отприлика тоа се тие некои триаголници, али сега се вратам на оној вистинскиот историски контекст. Каде е незадоволството на каталонците? Па тие уште 1478 година влегува, значи, кога се формираше шпанската држава, од тие државички, таа влезе со Арагонија, значи, во рамките на Арагонија, заедно со Леон, влезе во таа држава, од друга страна со Кастилја, значи, во рамките на Кастилја влезе и Баскија. Така да тие идентитети, тие посебности на Каталонија и Баскија се втопија во идната шпанска држава и тоа траеше, значи, со повеќе
повеќе векови. Имаше и на една и на другата страна, која зборувам, значи и за Каталонија и за Баскија имаше востанија, повеќе востанија. И ете, ајде да стигнеме до значи крајот на Првата светска војна, кога едноставно на Париската конференција 1918-19 година, кога беше, тие поставија барање за независна држава, но беа одбиени. Овие големите сили има поинакви планови, меѓутоа тие тежнења на Каталонија траја и понатаму, и тие некаде околу 32 година се изборија за автономија. Таа траеше со мали прекини се до 1939 година. Тие, морам да кажам, дека активно учествува во антифашистичката борба, значи борбата против фашистичкиот режим на Франко, значи во Шпанската граѓанска војна, и тие и баскиците, интересно. И Франко едноставно, кога дојде на власт, тој ја укина автономијата. Значи, таа кулминација и таа кулминација на незадоволство, таа продолжи, значи, и подоцна, и по Втората светска војна, бидејќи режимот на Франко остана на власт до 74-та година. И, значи, оној момент кога се смени режимот во Шпанија, беа очекувања дека можеби Шпанија ќе има една поинаква политичка конфигурација, меѓутоа ете се случи Шпанија да стане една уставна монархија со, значи, начело на извршна власт премиер, кој значи го именува кралот со консултација на најважните политички партии во парламентот. И ете, велам, тоа незадоволство траеше со години, едноставно морам да кажам дека иницијална каписла на ова незадоволство и показател дека и каталонците треба да тргнат по тој пат, усвари беше Баскија. Баскија беше на дневен ред. Ако се сеќавате, низа години наназад, таму имаше многу насилства, имаше силен, значи, јак тероризам, имаше јака терористичка организација, но ете, Шпанија некако смогна сили да ги амортизира тие тежнења на баскиците со давање на поширока автономија, значи и посуштествена автономија од онаа што имаат денес каталонците. Со други зборови, што е незадоволството на каталонците? Незадоволството е, значи, што за се што треба да се одлучува, значи, она што е суштествено, одлучува Мадрид, значи централната власт. А што е најсуштествено? Па, во секоја држава се даноците. Едноставно, каталонците мислат дека тие премногу даваат, а премалку добиваат. Едноставно, тие сакаат, значи, тие да одлучуваат за даноците и да се уредуваат својата регија, значи, регионот, провинција, крстете ја како сакате, тоа е еден јак индустријски центар. Подсетам дека таму, значи, овие во Европа што доаѓаат автомобили се произведуваат токму во Каталонија, имаат јака хемиска индустрија, имаат јако земјоделие, имаат голем извод, многу поголем од шпанскиот. Едноставно се случи пред известно време на власт во тој регионален покрајински, значи, парламент да дојде политичка сила со сепаратистички, значи, предзнак. Едноставно рекоа, ајде повторно да пробаме. И пробаа, и еве, се случи ова што се случи сега, што го гледаме. Ќе се надоврзам, Исмет, на ова последново што го кажа. Во еден британски вестник, а британците многу внимателно ги следат овие настани, имаат и своји историски, јас да го кажам, контекст. Шпанско-британска војна траела со векови и уште се спорат околу надлежноста
односно суверенитетот на Гибралтар, насловот ја вели вака: каталонската независност, референдумот е многу поголемо прашање за Европската унија отколку Брекзитот. Па потоа кажуваат податоци дека како што самиот кажат и Смет, економски Каталонија е моторот на Шпанија и практично таа на некој начин ги субвенционира другите региони. Третина од бруто, да. националниот 7,5 милиони жители се, 16 тоа е проценти од популацијата на Шпанија, а они генерираат околу 20% во државниот бруто домашен производ. Голема економија во секој случај. Но јас ќе се навратам сега на една од клучните поенти, ми се чини, во како светот гледаше на ова што се случува во Каталонија изминативе денови, па се до денес. Главно молчат. Двајца експерти на Обединетите нации за човекови права се изјаснија. Тие кажаа дека иако референдумот не е во согласност со државните закони, а за тоа се произнесе и Врховниот суд на Шпанија, сепак каталонците имаат право на слободно изјаснување. Значи, тоа го кажуваат двајца експерти за човекови права, меѓутоа Мадрид се реши да испрати најмалку 4000 полицајци за да го спреча слободното изјаснување. Вчера читав извештај од Шпанија на холандскиот јавен сервис НОС, каде што новинарката се насочила буквално околу тоа како да се организира референдумот, затоа што шпанските власти веќе испоапсија голема група од организаторите, на кои им следуваат до 15 години затвор, уништија стотици гласачки кутии и затворија околу 1200 гласачки места од вкупно 2300, значи половина. Сега, идејата била на организаторите на референдумот во Каталонија, преку своји доброволци и така натаму на секој начин, да успеат да го организираат полутајно или тајно референдумот кој почна денеска, значи да обезбедат нови гласачки кутии, нови гласачки ливчиња и да комуницира, затоа што сите веб страници биле блокирани. Едвард Сноуден вели, ова е прва интернет војна, практично, или кибернетска војна, и ја гледаме вака пред нас. Зошто ефтин, јас навистина не знам, зошто Шпанија, зошто Мадрид, зошто Рахој реши да испрати толку многу полиција и ако може од режија да пуштат инсерти каде што полицијата и користеше и гумени куршуми и тепаше луѓе кои таму дошле да гласаат, па и жени, и деца, и возрастни. Зошто сила можеше да се остави, нели, Каталонија да си го каже своето право, а потоа да дебатираат што понатака? Да, тоа е болно прашање. Зошто сила, зошто таква жестока сила? Се пак ќе одиме со контекст. Ја мислам дека таа жестока сила и ние македонците искусивме. Ако се направи една аналогија со Каталонија, бидејќи мораме тука да го актуализираме прашањето за европската демократија и воопшто за демократијата како поим во светот. Знаете, јас имам повеќе пати напишано дека за Западот, посебно за Америка, е многу опасен зборот демократија кога ќе го изговорат тие. Веднаш вие треба да очекувате бомбардери во некоја рака, негде да истурат бомби. Тоа се случи со Србија, вие знаете, од авијана од Италија полетуваа на 19 големи нации кон една мала земја која ја бомбардира сред полноќ од 11.000 метри височина на најкукавички народ, за да ја прибораат, да создадат една држава во држава. Значи логиката сега удрија по каталонците за да се освестат и другите? Значи тоа е на Европа двојни стандарди и така натаму. Значи Косово, после вие ако следите една хронологија на настаните, ќе видите дека после Косово имено се засилија тие сепаратистички, се интензивира во Европа. Што да се
да се види, да се направи една илустрација. Значи, што е тоа? Значи, Европа е во криза, морална криза. Морална криза, бидејќи знаете Европа која е? Јас не ги сметам за Европа Бугарија, Хрватска, Чешка, Словачка. Тие се во европската, де факто уни. Меѓутоа, Европа, кога речеме, тоа е онај комплекс на она колонијалистичка Европа, кој денес колонијализира на еден пософистициран начин, со банки, со монетарни фондови, со светски, јас ги именувам како финансиски НАТО, еден вид. Значи, Европа е, па големите сили, Англија, Франција, Германија, Холандија тука и така натаму тие. Па и Шпанија тука, нели? Сите се тоа колонијалистички, силни земји кои натрупа огромно богатство, тоа што оплячка цели континенти, тоа треба да се знае. И создадоа за себе демократија. Затоа и пред тоа реков дека Европа не извлекува поуки од своите катастрофи. Првата светска војна тие пратија на касапница 15-16 милиони младичи, девојки. Касапница. Веднаш потоа дојде кратко Втората светска војна. Европа после Втората светска војна дали беше 10 на 15 години во некоја така космополитизам, демократски овакав ина. Еве сега гледаме дека е таа има двојни стандарди, опасни стандарди. Земете го примерот со нас Македонија. Тие 2001 година терористите кои Робертсон, генералниот секретар на НАТО, ги нарече злосторници, убици, веднаш после утредента ги преобратија во борци за човекови права. И гледајте го вие каков е притисокот европски на правдата, на демократијата врз Македонија. Тие нивниот француз Бадинтер прва ја прогласи Македонија со Словенија дека ги исполнува условите за Европа. Но што се случи до денес, таа не е. Место тоа тој ни го измисли Бадинтеровиот закон кој го нема ни во Амазонија, кај амазонските племиња, ни во Африка. Зошто не си го измисли за нивните арапи во Франција и така натаму. Тоа што сега го зборувам изгледа дека е вон Каталонија, но се вклопува во тој контекст на Европа која е во еден тотален хаос сега и тоа што се случува во Каталонија не е случајно. И тоа е една искра која може да ја доведе со другите искри до еден пожар кој би отворил катастрофа. На американците им е се едно, бидејќи тие сакаат слаба Европа, импотентна Европа и така натаму, бидејќи тие и бегалците ги бранот го поттикна американците, тоа е јасно. Кон Европа да ја ослават и така натаму. Значи Каталонија е тоа. Каталонија треба во тие контексти, само уште нешто да кажам, бидејќи јас сум и поет, и во поезијата има такви разочарувања од Европа, например експресионистите, бранот на експресионизмот, они пееја една од централните нивни теми е смртта на Европа. Зошто? Смртта на Европа во смисла да се прероди Европа. Од пепелот да никне една птица, феникс, една нова Европа која е потребна. Европа е во тотален видете вие со Хашката повелба што се случи, Хашкиот суд, пресудата за нас. Ништо не им значи. Значи, сите работи во светот се решаваат со политика, не со право. Така и во Каталонија, нели, шпанците, добро рече Кочан, имат монархистички еден тип на демократија сега, каде што центарот е Мадрид, тие се 7-8 милиона, најака економија имат, морат и едноставно и еве, тоа се случува што се случува. Во позадина гледаме сега секвенција од собирања во Мадрид, таму се повикува за унитарност, претпоставувам, не можам од овде да видам со сигурност, но Исмет, председателот на Каталонија, Карлес Пуџемонт, не знам како се изговара точно на каталонски, си дозволувам да погрешам, во интервју за Frankfurter Allgemeine Zeitung категорично кажа дека референдумот е обрзувачки и тој ќе биде спроведен во рок од 48 часа, до кога завршува практично и пребројувањето. Официјалните резултати се очекуваат во наредните 48 часа.
Од друга страна, без разлика каков е резултатот, значи тој ќе биде прифатен. Тоа е ставот на каталонците. Од друга страна пак, од властите во Мадрид велат пред Европа, ова е излив на популизам, на екстремен национализам и така, и тие не признаваат ништо. Какви сценарии може да очекуваме сега од вечерва па натака меѓу Каталонија и воопшто земено во Шпанија? Да, и јас го видов ова што го изјави Карлес Пуџемонт, претпоставам дека така се вика. Меѓутоа, според моје мислење, овој референдум мора да биде неважечки. Значи, ајде да ги исклучиме сентименталностите. Прво затоа што е одржан со политичка интервенција. Значи, многу гласачки места беа блокирани. Значи, претпоставам заради тоа еден голем број на каталонци не успеа да гласаат. Од друга страна, ние кога зборуваме за референдум, некако се мислиме дека на референдум треба да излезат само тие што треба да гласаат за независност. Треба да кажеме дека има еден голем број на каталонци кои не се за независност. Меѓутоа, кои беа револтирани затоа што централата од Мадрид им го одзема правото да се изјаснат. Дури и дека се против, да речеме, референдумот. Во секој случај, ова е еден плебисцит кој покажува дека во Шпанија нешто сериозно се случува. Еден голем дел од каталонците, значи, се за независност. Колку тоа ќе биде, ја не знам. И кој е уопште во можност сега на еден реален и веродостоен начин да преброи гласови во една ваква матна состојба. Меѓутоа, велам, на крај краишта тоа не е толку ни битно, бидејќи централата во Мадрид и на овој и на оној начин не го признаа референдумот и нема намера ниту да го признае, али само ќе кажам прво што се обидува да направат каталонците. Тие се обидува она што, впрочем, го правеа сите што правеа референдуми и се обидува да дојдат до независност. Значи, прво се обидува да извршат со референдум притисок на централната влада. Значи, тоа беше првата опција. Значи, да ја стават пред свршен чин, имаме, значи, народна волја, централната власт да влезе во преговори со нив и тоа да тече, нели, во правец на преговори некои за некаква независност. Меѓутоа, уште пред да се одржи референдум, видовме дека Мадрид за такво нешто не е расположен и затоа велам, доколку ова што се случува во Каталонија и во Барселона не прерасне у нешто непредвидено, нема, да речеме, ескалација на некои насилства кои ќе трајат подолго време или не дај Боже да се претворат у нешто уште посериозно, јас претпоставам дека овде постојат уште неколку опции. Втората е да Каталонија се обиде во проблемот да ја вклучи меѓународната заедница. Тие тоа се обидува уште, значи, пред одржувањето на референдумот, дури од Европската комисија, нели, стигна изјава на Јункерс дека тие не се за ова што се случува, меѓутоа, доколку, да речеме, народот на Каталонија се изјасни за независност, тие тоа ќе го прифатат. Меѓутоа, мене ми се чини дека таа изјава е прилично осамена и можеби избрзана, jer после тоа некако уследија изјави од земјите, од Европската унија и така натаму. Сакам да кажам дека се гледа дека меѓународната јавност не е расположена пред се Европската унија да влезе у една таква опција, таа сега да менаџира со кризата помеѓу Каталонија и шпанската влада да го... Сега, тоа е, значи, мислам дека и таа опција е
propadnata, ili će propadne sekako, no postoji nešto drugo. Evropska unija, znači ni tu Španija, ni tu Evropska unija ne može da se pravat na ludničavi deka ništa ne se sluča. Ovde se sluči nešto seriozno. Zato velim, uopšto ne se bitni procentite, ni na izlaznost, ni rezultatite na glasanje. Bitno je da ovde imamo jedan plebiscit i jednostavno mislim da Evropska unija će se obide zaradi sačuvanja to na mir vo kućata, vo Evropska kuća, Evropska unija pred se, da izvrši pritisak na Španija, to sad kada kupi vreme i mir, da izvrši pritisak na Španija da izdejstva v sušnost centralata vo Madrid da dade nekakva posluštvena autonomija za Kataloncite. Nešto slično što pred izvesen broj godini go ima dadeno na Baskija. Znači, zato velim, koja je spomnav mi istorijata, imav jedan silen separatistički pokret vo Baskija, koji jednostavno tije tenziji stivna, koga vladata vo Madrid beše primorana da dade poširoka autonomija, znači posluštvena autonomija. To je ta autonomija koja Kataloncite ja nema. Znači, go nema toj kvalitet. Teroristički akciji. Da, teroristički akciji. Međutim, ako, dokoliko da rečeme, vladata vo Madrid se ogluši od ova što se slučaja na ulicite na Katalonija, onda ne je isključeno, duri da prestanat ovije protesti, da se rodat nekoj dviženja, pa može biti terorističke organizacije, ali to se onije najcrnije opcije. Околу легалноста, нелегалноста на референдумот, во вистина е многу комплицирано прашање. Во денеска се обидов малку да го проанализирам подлабоко уставот на Шпанија и самата држава е многу чудно дефинирана, практично е не до крај дефинирана, не е ни унитарна држава, не е ни федерална држава, туку е држава на региони, не признаваат национални малцинства, признаваат региони. Па токму и сега одлуката на Шпанскиот врховен суд е дека референдумот не е легитимен. Меѓутоа, каталонците велат, па сега имаме ние наш парламент, каталонски парламент кој донел одлука и според таа одлука тој е легитимен. Значи се косат овдека се косат две легислативи. Тука би се надовзал на ова што го велиш ти. Сега, значи, се гледат овие фалинките на Шпанија, значи, после толку време, ако се сеќавате, Шпанија беше примена во Европска економска заедница, значи, со довчерашен фашистички режим. Ако не се лажем. Така беше. Така беше. Значи, таа не го изоди патот. Не го изоди патот. Уставот е 79-та година, а 82-та година Шпанија, Грција и Португал. Фелипе Гонзалес и они влегуваат во... Шпанија, Грција и Португал беа до вчерашни фашистички земји, диктатури, кои едноставно беа од стратешки причини на брзина примени во рамките на Европската економска заедница, денес, нели, Европска унија. И затоа велам, тоа се тие фалинки. Шпанија немаше време едноставно да го изоди тој пат, значи да ги изгради тие демократски структури. Таа стенкаше долго време под режимот на Франко. Франко, јас колку сеќам, ако сеќавате, тој беше во кома некои 2 месеца, колку е. Се додека дишеше тие стеги, се чувствува. Значи, апаратите доработеа, он беше клинички, да не кажем на тоа. Поентата ми е... Сакам да кажем само ова. Значи, таа едноставно не успеа да изгради таа инфраструктура која е потребна за Европска унија. Затоа предмалку која спомна, значи интелектуалците во Каталонија, па не само во Каталонија, овде имаме 17 тие покрајни, од кои се само историски важни, да речеме, Каталонија, Кастилја, Арагонија, Севилја и така натаму и така натаму. Ла-Манча.
И Вака, извини што ќе те прекинам, Исмет. Мислам, битна ми е сега линијата да ја фатиме, тука сме сите околу таа поента. Значи, патот на независноста. Каталонија се решава преку референдум, како и некои други држави. Република Македонија, 1991 година се решава на референдум. Прогласува независност. Словенија, кратка војна, 10 дена прогласи независност. Хрватска, тешка војна, прогласи независност. Косово, не прогласи независност на референдум, туку декларација во парламентот и Косово на некој начин се прифати од голем дел од меѓународната заедница. Не пред се тука американците лобираа. Но сега, значи, го гледаме односот на меѓународната заедница, како ќе се постави визави Каталонија. Гледаме дека во моментов нема интерес да застанат во поддршка на каталонците. Молчат, односно не им се допаѓа. Значи, пак ли се среќаваме со тие двојни стандарди во меѓународната заедница или во, по-конкретно во Европската унија? Да, јас би сакал малку да дополнам на Исмет што рече за Португалија, Шпанија и Грција, дека до вчера, пред да ги примат до вчерашни фашистички, така, мислам, ама тука треба дека немале инфраструктура демократска, да употребиме еден технички, технолошки поем. Меѓутоа, можеме ли ние да се запрашаме каква е демократската инфраструктура на Европа? Јас секогаш поаѓам од примерот наш што не тангира со Европа, бидејќи сите имат различен однос. За Грција Европа супер демократска земја. Колевка на демократијата. Не, и Европа е се годува, и пари, дава и се што нема проблем и да е. Меѓутоа, дали може да се подсетиме во тој контекст во кој зборувам на Лисабонската декларација, например, 90-та година, која е пар екселанс фашистичка, геноцидна. Употребувам остри термини, бидејќи е таква. Ако ја видиме, ние со таа декларација Европа забранува на една мала земја, на еден мал народ да се именува така. Вели, тука политиката го победи европското право практично со таа декларација. Значи со тоа докажува дека нема никакво право. Напротив, има една геноцидна намера. Пазете, тоа барањето да се смени името е барање да се избрише историската меморија на еден народ. А бришењето, бидејќи името ја содржи таа историска меморија кај нас. Ништо друго. А бришењето на таа историска меморија преку името значи нов тип геноцид. Јас го викам нов тип геноцид. После онај физичкиот првиот што е, па религијскиот, кога религијата била најважна за идентитетот, па третиот јазичкиот и сега е тој геноцид идентитетски кој не се тестира само на Македонија. Македонија е најдрастичниот пример во Европа, него се тестира и по светот, по другите, на разни начини, преку она што рекол во почетокот, она создавање на тој систем на глобализација, нешто со бомбардери, нешто со банки, нешто со корпорации, така натаму комбинирано. Значи, јас тука не би се задржал само на она монархистичка демократија, што именувавме веќе денес на Шпанија, централистичката тврда во која признава само покрајни едно друго и други народи како, а меѓутоа каталонците, видите, народ со една сјајна култура, со една сјајна историја, генеричка и така натаму, 7-8 милиона и тие толку време потиснати. Франко им ги палеше библиотеките, книгите, сакаше да го затре идентитетскиот код нивен. И тоа сето сега излегува, тие се зајакнати, 8-9 милиона. И викат, сега, каква ќе биде иднината на Каталонија? Мислам дека тоа може да биде и голем пожар европски, ако не им удоволат на барањата, да им дадат барем една максимална автономија. Што значи тоа? Да се чувствуваат како држава во држава, како идентитет во идентитет. Тоа е исто дека се остане Шпанија пак цела. Меѓутоа, за мене е симптоматично, јас гледав на телевизија Трамп во Мадрид, ако не се лажам, беше тука дојден и им кажа на нивниот крал и на премиер, што знам, дека Шпанија треба апсолутно да остане целосна.
значи им даде подршка на шпанците без пардон. Значи без да субтилно да се изрази дека еве треба нешто да се направи миролюбиво, да се преговара и така натаму. Со еден збор тој како да е даде знак на полицијата да притисне. Еве, сега се до сега барем што сме известени, има 500, може 1000 повредени тешко. И тоа се рани кои не се залечуваат. Така да ова, мислам, јас сум песимист дека брзо ќе се разреши на некој. Европа е страшно конфузна по тие, она правно не действува меѓународната заедница, ние тоа го знаеме и на своја кожа и на многу други примери, она политички ги решава работите, а не правно. И меѓународното право е празен лист хартија, за жал. Денес, така да не знам како ќе се Европа треба да дојдат некои умни луѓе во Брисел. Не сакам да ги ја подценувам да зборувам, но знаете Европа која создаде, чија идејата? Идејата е на Бакунин и на Иго, правата идеја, генеричката за обединета Европа. И го ја изнесе таа идеја во францускиот парламент и даде една визија каква треба да изгледа Европа. Дури и еврото го предвиде и го прави. Меѓутоа, Бакунин и го, видите какви луѓе се докопаа до Европа да ја водат. Мислам, да не навлегувам повеќе, тоа ќе ни биде јасно. Значи, Европа треба да место овие бирократи, нарциси европски, треба да дојдат на вистина паметни луѓе. Луѓе со визии, со една космополитска визија каде Европа мора да се постави, еве пак ќе спомнам еден германски, мене многу сакан и близок филозоф со христијанска ориентација, Шлаермахер, кој вели дека секој човек треба да го представува човештвото, да функционира како човештво. Мислам дека и тоа е иднината и на Европа и на тоа, за да престане и сепаратизам и се. Добро, тука може да дебатираме дали е ова сепаратизам или е право на самоопределување. Да, добро. Овде тоа се синонимни помалку зборови. Каталонциве може да збориме за сепаратистички лидери, но вие не можете да кажете дека е цел народ сепаратистички, затоа што станува збор за 7,5 милиони луѓе. Тоа е веќе многу посилно. Знаете, сега ако барате право, вас ве прогласуват веднаш и од Брисел и од Вашингтон, од тие центрите националист, сепаратист, шо не? Како и нас шо не прогласуват дека сме националисти, дека не сакаме да попуштиме, да го смениме името. Знаеш, националисти се тие, не се разбира, немаат поглед кон иднина. Да, ја мислам дека основен проблем е во структурата на шпанската држава. Да. Тие се зрели за една федерација. И затоа велам, мнозина каталонски интелектуалци и тогашни политичари, кога се создаваше она Шпанија, по Франко, они очекуваа дека Шпанија ќе тргне во една таква насока. Меѓутоа се случи, еве, значи, таа една унитарна држава со еден снажен центар и сега се поставува прашање каква е таа дефиниција некој да биде прогласен за нација. Вемо, па сите досегашни дефиниции за нација паѓаат во вода. Затоа што сите, малку или повеќе, спомнуваат некаква територија. Па, ајде да се прашаме, па до 45-та година, зар немало македонци? Ја претпоставам дека имаше, нели? Од пред 5000 години. Не, заборувам сега пред, значи, онаа критична точка. Сакам да кажам, она што ги боли каталонците, што тие едноставно, тие ги имаат сите елементи за нација. Се чувствуваат како нација. Значи, имаат своја посебност, своја култура, значи, имаат свој регионален парламент. Меѓутоа, едноставно не се признати како нација. И тоа е проблем, значи, на уставот на Шпанија. Јас предвидувам дека на Шпанија најмалку што може да се случи во овој момент, после ова што се случи во Каталонија, е една сериозна уставна криза. И таа ќе мора својот устав да го менува, да го пегла
во однос на сите овие. Па очигледно 79-та година не е доволно испеглан, но интересен податок е што, например, Шпанија ставила резерви и на рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и таа јасно кажува пред Советот на Европа, каде нели е членка, и за да бидеш член треба да ратификуваш таа конвенција покрај Конвенцијата за човекови права, дека едноставно во Шпанија тоа не важи. Значи, сепак во Европа може да постојат двојни стандарди кога се во прашање е малцинствата и така натаму. Ние се подсетиме Македонија си го смени уставот повеќе пати, па дури нели во делот по токму овие прашања, сега сме во фаза кога треба и јазичните политики да ги менуваме и тоа драстично. Добро, мислам дека она што е главно, клучното сега прашање е дали Каталонија всушност е лекцијата за цела Европа, па и пошироко, од можноста за домино ефект. И веројатно и тука лежи одговорот зошто толку брутално се удира врз основното право да се изјасниш на плебисцит. Ефтин, што мислиш? Домино ефект? Па домино, јас реков дека домино ефектот почна Тоа го видовме во Југославија на времето. Со Југославија, па со Косово, сега видете, меѓународната заедница кај сакат може демократија со бомбардери да воведат. Тоа се покажи, тоа е жестоко. Тоа го направија со Србија и Косово. Наеднаш на една автентична територија, една автентична нација која со векови имате, наеднаш создадоа нова нација во неа. Значи им текна, нема. Значи ги прогласија србите веднаш за криминалци, за виновници, за без остапка. Вие знаете дека во Хакот идоа во тие затворите само македонци и срби. Албанец нема, значи они се чисти ангели. Во таа сакам да кажам зборувам за тие и хрвати, да, за тие двојни стандарди. После, демократија каде воведуваат? Во Сирија сега, во Ирак. Со што ја воведуваат таа демократија исто? Со бомби. Со бомбардери. Затоа реков најопасен збор е за таа моćна меѓународна и тоа не се само американците. Авиони, јас имав еден гостин на вечера од Европската унија, висок кај мене дома, разбрал Клетникови се тамо од еден наш пријател, сака да не му го спомнувам името, бидејќи рече ова што ви го кажав, не смеев да го говорам. А што кажа тој? Јас го прашав дали со Косово стварате голема Албанија. Ај висок, да. Дали е тука вклучена и Македонија со Западна Македонија во проектот за Албанија? Да. Викам уште едно прашање. Дали во тој проект е вклучено идентитетска ликвидација на Македонија? Уи, да. Значи рече и после рече се, дали му се допаднавме, дали и тоа од гостопринството, човекот ни даде и визитка и така. Значи, отидоа, тоа е многу опасен збор. Во Сирија, во Ирак, во Афганистан, сегде демократија и тука не учествуваат само американците. Тука си и француски бомбардери, и англиски и така. Коалиција. Затоа во тој контекст се вклопува и Каталонија. Меѓутоа тука каталонците не се македонци. Мислам, побројни се, повака се истурени во Европа, не се така да тука мора Европа нешто да пресече, оти тоа ќе доведе, ако не пресече демократски убаво, тоа ќе доведе до голема катастрофа на Европа. Тоа не е шега. Тоа гарантирам. И тука треба итно Брисел да пресече и да го признае референдум, да рече не веќе, да се одржи мирен референдум, да се тргне полицијата и во тие преговори за уставот нов на Шпанија да влезат равноправно каталонци. Тука го гледам решението јас. Кога зборувавме за ремонтот, кажавме, нели, шпанската држава, Исмет поентираше тука е готова за ремонт. Ја само би додал дека ние имаме една перцепција, или дури така се учи по факултетите, универзитетите, дека такви држави монархистички се демократија, но не треба да забораваме дека глава на државата се кралот или кралицата, што секако
го става под голем знак прашање демократскиот концепт, односно демократскиот систем. Кратка пауза, па се враќаме со завршните поенти за темава која да дебатираме вечерва. Домино ефектот не може да се избегне како тема или ќе зборуваме малку, уште малку време ни остана за сепаратизмот и само ќе кажам, денеска гледавме многу мапи на Европа и како би изгледала ако успеат сепаратистите. За чудо има мапа на која само Грција нема едно сепаратистичко движење, што е своевиден куриозитет. Исмет, јас би повикал од режија да ни покажат една од мапите што ги издвоивме денеска за потребите на оваа анализа. Како Европа би изгледала доколку успеат сепаратистичките движења? Па токму тоа е причината од вакво кукавичко однесување на Европска Унија према овој проблем во Каталонија. Навистина, чудно се однесуваат, а тоа, значи, стравот лежи од тоа што проблемите од Каталонија може да се прелеат сега во другите членки. Гледаме дека Европската Унија има и многу други проблеми. Ова е нешто дополнително и можеби најсериозно. Би ја молел режијата да ја даде онаа карта кај што се гледаат оние невралгични сепаратистички точки кај што има движења, сепаратистички движења во Европа. Пред се би почнал од таа излегува од Европската Унија, меѓутоа дел е од Европа секако. Велика Британија, во Велика Британија, значи имаме Северна Ирска, ја имаме Шкотска, тука и Велс. Ајде да се спуштиме за Шпанија веќе зборувавме, неа се навраќам на неа. Во Франција го имаме Алзас и Лорен, најмалку тие две, да речеме, покрајни. Баварија е тука, Моравска сака се дели од Чешка, Шлезија сака да излезе од Полска, го имаме едно Приднестровље, кој е исто една невралгична точка. Мислам дека на пролет тука ќе има тешки судири и воени конфликти. Во Италија е во прашање, значи, Ломбардија, значи, повлекувам паралела Каталонија, Шпанија, еден преразвиен дел на Италија, кој едноставно сака да се откачи од оној јужен дел од баластот на Италија, значи имаме Ломбардија, Венето и така натаму. Да не кажеме, ајде, во Романија имаме Источна Трансилванија. Значи има многу точки и ако повториме дека преседанот беше направен со Косово, кој, пак велам, не зборуваме овде за никакви сентименталности, зборуваме за реалности. Значи, имавме едно кршење на резолуцијата 1244 на Обединетите нации. Косово извојува еден степен на државност кој не е се уште дефиниран. Значи, има еден моќен ментор кој дува во грб, но гледаме колку таа тешко оди. Али ја мислам дека проблемот на Каталонија едноставно би ги сврстал во ред сите овие сепаратистички движења, едноставно тие да се повампират, да станат поактивни и во иднина очекувам би имале сериозни движења во тоа. Да не ги заборавиме и сепаратистичките движења или организации и поблиску во нашиот регион, во Босна, Република Српска. Па, Република Српска, да. Косово, Северна Косовска Митровица, па во Македонија, фантомска држава која никогаш не екзистирала, така наречена Илирида и така натаму. Значи, практично Европа има многу замрзнати конфликти, има многу нерешени прашања. Едно од нив, и сега се покажува клучно, е статусот
на малцинствата, статусот на националните малцинства. Европа навистина на хартија има конвенција, меѓутоа замижува, има двојни стандарди. Ефтим се враќаат ли како бумеранг сега двојните стандарди? Го гледаме ли тоа? Да. Ние го осетивме на своја кожа како македонци. Секако. И мислам дека резултат се тие сепаратизми во Европа, кои не знам дали се болни или здрави движења, меѓутоа тоа е, реков, еден вид на неоромантизам, но према романтизам, пак се будат некои малцинства, нации, угнетени народи, неправдани народи кои беа доскоро бомбардирани и така натаму. Значи, тука постои еден генерален, според мене, парадокс кога зборуваме за Европа, кој не е зен-будистички може, но е важен парадокс и е многу диагностички парадокс, ако може така да се рече. Имено, Европската унија се вика Европска унија, претендира на обединување, а фактички таа е голем извор за овие сепаратизми со нејзините двојни стандарди. Јас тука би завршил. Благодарам. Драги гледачи, со внимание ќе следиме ноќва и наредни веденови што ќе се случува со Каталонија. Очигледно е дека тензиите на европскиот континент се креваат и особено по серијата избори во некои клучни земји како што се Германија, Холандија, Белгија, каде што практично нема политички јасен победник, оставаат простор за вакви сценарија, за вакви потреси. Ви благодарам на вниманието и добра ноќ.